ми се чини е еден голем благодет за градот Скопје и уопште за Републиката. Тоа е ова е нашиот трговачки центар кој можеме да бидеме горди и да бидеме поносни, бидејќи со неговата изградба Скопје доби и уопште Републиката, па можем да кажем и во југословенски размери, да тоа е еден објект кој навистина заслужува големо внимание. Годинава во град Скопје највеќе ми остави впечаток тоа што многу лица безработни кои што биле во оваа година, конкретно во последната година многу лица се запослија во разни предпријатија. Тоа конкретно се однесува за нашето предпријатие Славија, кои ни више ни мање најмалку запослија околу 200 души. Со тоа дојдов, да се запослам во тај трговски центар. Дојдов до работа, која сум многу задоволна на работно место. За мене во оваа година најголем впечаток остави моето вработување конкретно во Центрот Текстил. Потоа добив нов стан, што исто така представува еден голем доживљај во оваа година и наравно ќе ја памтам. Најголем впечаток во оваа година ми остави отварањето на трговскиот центар, исто така доаѓањето на другарот Косиген и посетувањето на нашето предпријатие, тоест Техномаркет. Тој многу голем впечаток му остави Техномаркет како стоковна куќа. Исто така го видов од блиску. Најголем впечаток во оваа година ми остави спроведувањето на амандманите, односно ние како млади во нашето предпријатие ни дадоа можност да се изјасниме и да ги искажеме своите ставови. Овдека многу фино сме примени. Имаме сите услови за работа, што е најважно за нас новите работници, кои толку време чекавме за работа. Најголем впечаток во оваа година ми остави преместувањето од една продавница во друга. Во оваа година посебен печаток на градот остави изградбата на објектите во целиот град, а посебен е објектот градскиот трговски центар, каде што има една голема предност, што има едно паркиралиште со капацитет околу 500 возила, за кои може да се каже дека е еден голем подарок на градот и на граѓаните. Овозможено е луѓето да ги сместат своите возила, кое представува еден голем, да кажам, напредок. Меѓутоа, може би е потребно во иднина да се изгради уште еден многу поголем капацитет на гаражирање за возила. me voy. Quiera Dios que no te falte lo que tanto yo pedí, mujer. Ya me voy, yo ya me voy a entregarle a mi destino el amor que desde niño yo balaba para ti. Ние као директни продавачи, директни
кој контактиравме со луѓето, посебна тешкотија ни представуваше кога луѓето доаѓаа, не можевме да ги услужуваме, да ги задоволиме нивните потреби и захтеви, така да тоа навистина беше многу тешко и за нас као продавачи, а и за муштериите. Па видите, сега најголема потешкотија што стана со голема криза уопште во Скопје, а тоа се почувства и во цела Југославија, беше поменкањето на месо и уопште сувомесните производи. Имаше луѓе навистина кои доаѓаа од многу далеки населби и уопште од градот, бара нели да се снабдет, и тоа значи беше една голема криза, едно големо поменкање воопште, мислам, за сите нас во градот. Негативно не ми се допаѓа конкретно кој стари скопјанин, тоа што самите граѓани, нивната култура, нехигиената во самиот град, тоа највеќе се осети последниот месец, кога падна снегот, кога самата градска чистота не најде соодветно време или мерки да презеде, да го дигне целиот град, да го очисти, него стана еден голем хаос, кој тоа многу се одрази на самите граѓани во град Скопје. Во негативно ми остана впечаток со нечистотијата, хигиената во градот, поготово оваа зима беше јака, што досега никој пат не била таква зима во Скопје. Многу беше затегнат саобраќајот, чекавме автобуси по пола сата и по сат времена, кои ни пречеа за работата. Но нашите шефови беа многу добри и никој пат не ни приговорија зашто каснеме на работа, пребидејќи се знаеше саобраќајот беше затегнат. И ја мислам дека тоа треба да се регулиса и понатамо. Нема смисла да се чека саобраќај автобуси по пола сата. Лош впечаток ми остава и понатаму ми представува проблем автобускиот градски сообраќај. Па затоа што има стално каснење, потоа тие се сосема нередовни, има големи гужви и чак некогаш не може да се дојде и на време на работа. Исто така за ова што нема забавен живот за младите, секој попладне се шетаат тука бидејќи немаат работа и немаат никаков културен живот забавен. Во негативна смисла, голем впечаток оставуваат нашите младинци и младинки кои своето слободно време не знаат каде да го спроведат и се шетаат низ трговскиот центар без да го користат за нешто поинтересно. Негативен впечаток на мене остави што чести закаснувања на работа поради тоа што немавме доволно автобуси, немаше, поготово кога беше невреме, улиците не се расчистуваа. Затим нафта немаше, големи редици секдека можевме да видиме на секоја бензинска пумпа, затим месо, несташица, па после цените, подигнување на цени на сите производи. Негативна особина е тоа што подигнувањето на секојдневните цени. Негативен утисок во оваа година ми остави неспремноста на градот или одговорните фактори во текот на овој месец каде што падна снегот и остана онака самите луѓето да го решаваат проблемот со снегот. Меѓутоа, не знам кој е одговорен за тоа, а во иднина сметам дека се надевам дека ќе се биде поспремни. ¿Y qué hacer? Yo no la sé. Ya no quiero más cariño que me rompa el corazón. Ya me voy, yo ya me voy a tirar por ahí mi vida o entregarle mi alma al diablo para fundirme de una vez. ¿Y qué hacer? Yo no la sé. Ya no quiero más cariño que me rompa el corazón. Ya
ahorrar mi vida o entregarle